Драги гледачи, оваа година за празникот Прочка Прилеп одбележува два значајни јубилеи. А тоа е 25 години од започнувањето на организирано одржување на овој меѓународен карневал, но исто така уште еден многу позначаен јубилеј, а тоа е 100 години од формирањето на еден од организаторите на карневалот, а тоа е Сдруженијето Прилепски мечкари, кои што се наоѓаат, како што можете да забележите, позади мене. Наш соговорник е Методи Анастасовски, еден од основачите на ова здружение, член на Прилепските мечкари. Пред се нека честита годишнината, еден век постоење за кој да било установа, институција или здружение, е навистина огромен период. Да. Добро утро. Една посебна благодарност до вас како сител телевизија. Морам да истакнам дека традицијата на прилепските мечкари датира од многу одамна. Меѓутоа, нашите сознанија потекнуваат од крајот на 19 век и почетокот на 20 век. Конкретно имаме сознанија дека потекнува од 1921 година како организирана форма на традицијата на прилепските мечкари, а корените се многу подлабоки и многу кои што нашите историчари и етнолози се грижат за тоа културно наследство, што подлабоко да го испитуваат. Оваа маска е дел од касапскиот еснав во Прилеп, како што може да се забележи, носат навистина интересни маски, по прилепски викаме не маскирани, него преправени. Така да може да се забележат различни кожи, рогови, звонци. Што значи целиот овој декор кај оние што ја носат маската прилепски мечкари? Така, значи, традицијата на прилепските мечкари фактички потекнува од касапскиот еснав и некогаш, значи во постарите времиња, касапите се преправале фактички во природни кожи од што туку заклани животни. Додека денес се грижиме сето тоа да ги репарираме, да речам кожите, и се грижиме конкретно да имаат опрема добра, со символика има секој, и звонците, клопотарците, маските, изработката на самите маски и кожите. Која е символиката? Има секоја символика. Пример, роговите, да речем, маските се изработуваат од разни циркони, од забите на животните, и сето тоа символиката е да ги го избркаат злото, попознато кај нас, да речем, и да ја најават пролетта. И доаѓаме до онај празник Прочка што е попознат кај нас, кај граѓаните, кога помладата генерација оди кај постарата, бара прошка од постарата генерација, а постарата генерација возвраќа простено ти е од мене и од Господ. И таа традиција гледаме што повеќе да ја задржиме, и затоа се грижиме посебно да имаме млади членови, кој што е нашата генерација, веќе и стареиме, да продолжи таа и да оставиме во архивите како едно, да речем, историско записи за како потекнувала и како понатаки се одвија. Меѓутоа, морам да нагласам и тоа дека современото време, како традиционални маски, посебно се грижиме, меѓутоа правиме на врска меѓу традиционални маски и современи маски. Така налага времето и се грижиме посебно, тоа е спој да направиме на врска, посебно за карневалското дефиле. Самата маска има една ритуална поворка, пред да помине тука на дефилето, па практично го врти скоро целиот град. Да, апсолутно. Значи, посебно задоволство на сите граѓани, посебно и на младата генерација и постарата генерација, сакат да ги видат мечкарите во една организирана форма. Од звукот на нивните звонци и клопотарци побудува едно задоволство кај самите деца, сакат да го слушнат сето тоа, че имаме прилика ние и да го слушниме од самите мечкари. Токму така, овој разговор малку ми побуди емоции уште од моето детство, кога во раните утрински часови за празникот Прочка ги чекавме мечкарите да поминат на нашата улица и да ги посетат оние куќи каде што имаше касапи и малку да поиграат тоа, како што кажаме, ритуално нивно оро во дворот на домаќините. Кажете ми, неколку пати спомнувате млади. Дали имаме заинтересирано млади кои што сакаат да ја продолжат оваа традиција? Апсолутно, имаме млади. Меѓутоа, еве, вие сте жив сведок, пошто живееме во една населба Бончејца, и нашата зграда, и јас кај што живеам, гледа право
во старата кланица. Од таму, значи, касапите, еснавскиот еснав, да речем, од касапите, се преправаше и идеше на кајна. Значи, точно и ти се секаваш на тие денови и сите како деца излегувавме надвор да ги пречекаме, да речем. И посебно се грижиме за тие млади деца. Во статутот со нас, кога го основавме Прилепското здружение, имавме еден член, пример дека може да бидат членови касапите. Меѓутоа, потребата наложи да имаме и помлада генерација и го сменивме тој член, пример да имаат можност и помладите генерации од касапите, деца, внуци, да се преправат, како што ќе видите и сами на поворката, да речем, дури има и мали дечина од нашите касапи, да речем, што ќе бидат преправени, че имате прилика сето тоа да го видат граѓаните, а и конкретно и вие како телевизија, и да го кажеме сето тоа пред граѓаните и по широката јавност македонска. Колку мина има годинава поворката на Прилепските мечкари? Па поворката оваа година негде ќе биде 50 до 60 души преправени, меѓутоа малку се судираме со еден проблем со реквизитите, да ги речем, звонците, клопотарците, кои фактички многу ни значат за маските. Успеваме, некако се снајдуваме, меѓутоа и на благодарност до локалната самоуправа, што ни помага во сето тоа да го реализираме на некој начин. Поти ние како здружение немаме многу финансиски средства, да кажам, и затоа ни помагаат. И сето ова е заедничко, и конкретно и со вас, со вашите медиуми, со вашата телевизија и другите телевизии, да го потикнеме сето тоа, затоа што да оставиме на помладата генерација да се грижат и понатаки, да речем, да остане една традиција, да има во архивите, што се вика, и понатаки. Да, навистина оваа маска представува едно значајно културно богатство на нашиот народ, која што, како што кажав, има вековна традиција, а еден век организирано се одржува низ градот. Освен во Прилеп, овој период е сезона на карневали. Па скоро на целиот Балкан. Каде се учествувате како маска? Да. Благодарам за ова прашање. Ние како здружение се потрудивме, дадовме свој максимум, да речем. Поред тоа, нашите почетоци на карневалот беа многу тешки. Со самите мечкари почнавме така, еве славиме 25 години од основањето на Здруженијето Прилепски мечкари, и нашата грижа, нашите контакти со многу европски држави ги остваривме на некој начин и продолжуваме и понатаки. Конкретно имаме присуствувано на повеќе карневали, морам да го спомнам тука Перник, Република Бугарија, потоа одиме, посебно морам да кажам дека од Италија имаме голем интерес за појавување на нашата маска. Еве 3 години, ова трета година кај одиме допрва во Исернија, во Италија. Меѓутоа, имаме покани и од Сардинија и од Сицилија, кои исто така има слични карневали како нас, со традиционални маски. И таму, меѓутоа, од финансиски причини малце не можеме да го реализираме сето тоа. Меѓутоа сме задоволни и што ќе одиме и Исернија, да речем. Ви благодарам за овој разговор. Уште еднаш честитки. И еве за публиката, дали може малку да ги слушнеме тие звонци, клопотарци кои што се дел од оваа маска. Ви благодарам за учеството и за времето што го одвоивте. Драги гледачи, ова беше представување, мало представување на маската Прилепски мечкари, а доколку сакате да го погледнете, да ја погледнете целата нивна представа, целото нивно тоа традиционално ритуално оро, во недела бидете тука во Прилеп, во центарот на градот, и ќе може да ги погледнете и сите останати маски кои што ќе бидат дел од 25-тиот поред меѓународен карневал Прочка.